Сите сме свесни каква опасност се дезинформациите, лажните вести и политичката пропаганда која има за цел да ја дестабилизира демократијата како систем. За да бидеме спремни за соочување и со традиционалните и со новите закани, ќе продолжиме да инвестираме во одбраната за да го постигнеме прагот за издвојување на 2% од БНП во согласност со стандардите на НАТО. Припадниците на армијата ќе продолжат со истата посветеност, како и досега, да исполнуваат својата уставна должност да го штитат нашиот територијален интегритет и суверенитет како предуслов за мирот, безбедноста и демократскиот развој на македонското мултиетничко општество. Во таа смисла, македонските граѓани може да бидат сосема спокојни. Во изминативе 3 децении, заедно со граѓаните, поминати се низа падови и подеми, но и посветена работа во спроведување на реформи во одбранбениот сектор и зајакнување на одбранбените капацитети и способности, за да на 27. март 2020 година Република Северна Македонија го исполни дугогодишниот надворешно политички приоритет – членството во Северноатлантската алијанса.